Ален, добре дојде во Hype Македонија за прв пат пред нашите екрани, директно од снимање на спот те начекавме. Слушам дека спремаш нов албум, веќе извади една песна со спот. Кажи ми за почеток како си? Ви благодарам, добро ве најдов и ви благодарам што се сетивте на мене. Голем поздрав до вас, до вашата телевизија и драго ми е што сум тука. Да, еве моментално само што го снимавме спотот за мојата втора песна од новиот албум, кој треба да излезе во тек на оваа година, така да презадоволни сме за сега и тоа е тоа. Ален, кажи ми, вака за почеток сакам да поразговараме за твоите почетоци. Знаеме дека сам си ја напишал првата песна, ако не грешам, така? Од кога почна да создаваш музика и да се занимаваш? Кога заклучи дека уствари ова е твојата професија која што те исполнува? Кога почнав? Па искрено почнав многу млад. Многу мал бев. Почнав прво да свирам искрено клавиатури. После основно училиште, знаете кога професорите ги прашуваат децата што планираш да запишеш, кај ќе идеш, што сакаш да бидеш во животот. Јас знаев дека сакам да бидам музичар и пејач и кога завршив основно, татко ми му кажав одма сака музичко да ме запишеш и тоа беше тоа. Се запиша во Битола, потоа дојде во Скопје, па на музичка академија во Скопје и ето така цел живот со музика. Ален, зошто во твоите текстови најчесто преовладуваат темите за неверство? Па затоа што тоа пали кај луѓето, не е само кај мене, ја мислам дека кај 90% пејачи на Балканот тука се такви текстови затоа што тоа поминува и затоа и правиме такви песни. Дали ти имаш изневерено некого до сега или те имаат изневерено? Не, јас сум верен. Мене имаат изневерено. Никогаш некоја девојка? Не, па и често кога сум завршувал со девојки не било ради неверство, било ради некои глупости. Кажи ми, како изгледа еден твој ден, ете вака со ангажмани, како му започнува и завршува еден ден на Ален Хасановиќ? Како започнува со утринско кафе со мојот брат и по цел ден кроиме само некои идеи. Искрено навечер баш сум ноќна птица, што би рекле, и цела вечер сум буден, спијам многу долго онака до послепладне, станувам, пијам кафе и планираме, однам до студио, правам нови песни и така цело време музика и музика. Ален, кажи ми, колку се исплати во ова денешно време еве да извадиш еден албум? Порано знаевме дека се издаваат на CD, на касети, сега најчесто се пласира, предпоставам, на YouTube, нели? Сега ти ќе вадиш нов албум. Кажи ми, на која социјална мрежа е најдобра за градење еве на кариера? Каде најдобро може да се пласираат музичарите? Па искрено, последниве 2 години од кога излезе TikTok, мислам дека е TikTok многу добра мрежа за промоција и реклама на... Не мора да си музичар, можеш да видиш било што. Мислам дека е добро за промоција, меѓутоа и другите мрежи и се зависи од песната. Каква песна имаш, ако не е добро, не знам што треба да направиш, нема да помине. Така да секогаш гледам и песните кога ги правиме да биде квалитетно, сите аранжмани да бидат одработени со квалитетни музичари, да има жива свирка во сите песни, така да ето тоа ми е битно и најбитно е песната да помине. Кажи ми, кој е твоето мислење за звездите на Hype, нова програма што ќе имаме, значи аудиции, снимања на нови таленти, ќе прокламираме нели нови таленти, поготово такво шоу како што ти имаш излезено. Дали мислиш дека треба да има повеќе вакви шоуа и дали би се пријавил доколку те поканим? Па мислам дека треба да има шоуа затоа што има луѓе што не може да си приуштат да снимат песна или да се покажат негде во јавност, така да добро е што постои Hype и сите продукции кои што се бават на некој начин со производство, да кажем, на луѓе кои сака да се бават со јавниот живот. Але настапуваш многу често, имаш премногу настапи. Кажи ми, дали вака постои некој настап што ти оставил впечаток во твојата кариера? Па морам да кажам, настапот, мислам дека беше 2016 заедно со Дино Мерлин го отварав концертот во Прилеп и тоа ми беше еден од баш најдобрите настапи. Морам да кажам, сон. Се остварува во животот, така да сега чекам некој солистички концерт за мене и да се доствари тоа што цел живот го сонувам. Кажи ми, кој е твојот однос со Белма Карсич? Со Белма Каршич?
Па мојот однос со Белма е пријателски и од почетокот бил пријателски, се знаеме со неа, заедно настапувавме на и со сите тие учесници кои беа таму, меѓутоа по иницијатива на пријатели имав некоја песна дуетска и ми кажа зошто да не со Белма ваму таму и се договоривме, снимивме 2 дуета кои помина одлично, ко сам ја теби сад помина одлично и тоа е тоа. Зашто немаш некој дует на македонски јазик? Наскоро ќе снимиме и неколку македонски песни, само да го дозавршам овој албум. Секако дека ќе има нешто и за македонската публика, така да... Ќе ти дадам неколку имиња од наши пејачки кои што би сакала да ми ги опишеш со еден збор. Да. Значи вака. Помлади пејачки, не знам дали сигурно ги знаеш. Лина Пеовска. Убава. Мартија Станојковиќ. Убава. Не знам. Але за сите тебе? Стварно убави, па младите колешки стварно се прекрасни и убави, убаво пеат и само комплименти. Така. Лара Иванова. Лара Иванова. Лара е многу добар талент. И убаво пее, и интересна и мислам дека настапував еднаш заедно во Кавадарци на некој солисти хуманитарен концерт. Така да одлично. Марија Луиса. Па окей, се знаам и со неа, имаме настапувано, си ја знае работата. Работи девојката. Па супер, зошто да не? Ајде малце ви од Србија, Теодора Джехверовиќ. Одлично. Мислам дека е топ. Генерално во Србија знаат како иде бизнисот во музиката и сите се топ. И за крај Ема Радујко. Па видете, знаете како, ако гледаме квалитетот на пеење и некои други квалитети кои што треба да ги има во музика, по моје не би сакал да коментирам, меѓутоа девојката знае што прави, очигледно знае што значи шоу бизнис и очигледно си ја знае својата работа и што сакаат луѓето денеска. И тоа им го продава. Ствари, им продава шоу и мислам дека и убаво живее и заработува тоа, така да не сакам никого да плукам никогаш, затоа што и до тој степен да стигнеш на кој стигнале, дали Десингерица, дали Ема Радујко, дали сите, верувајте луѓе дека и за тоа треба, значи дарба, треба да бидеш шоумен, треба да знаеш како да се понашаш со луѓе и милион други работи. Значи не може секој да дојде од улица, ајде сакам звезда да бидам, дајте ми микрофон. Не е тоа така, додека не идеш негде на некој стејдж да застанеш па пред таа публика, па да знаеш да им дадеш некоја енергија, па да добиеш за возврат енергија, така да сето тоа треба некое знаење. Ален, какви девојки те привлекуваат? Какви девојки ме привлекуваат? Па, знаете како, машките прво нешто што гледат кај девојката е убавината, мислам на прв поглед е убавина да се допаѓа физичкиот изглед, така да потоа менталниот склоп што има у глава. Најважно. Што најпрво приметуваш, кажа, но што е пресудно за да останеш со една девојка? Па што е пресудно? Па тоа како размислува. Тоа како размислува и каква е иднината, дали сака да биде да го помине животот тек така или сака да биде жена која е во брак, да има деца, да сонува и така натаму. Тие патриархални вредности ги сакам јас и генерално сакам одам на квалитет за било што во животот. Ален, сакам да поразговараме малце за твојот приватен живот. Предпоставам дека ќе споделиш нешто со нас, така. Би сакала да ми кажеш како го преброди ти делот од твојот живот за разводот, во какви односи си со твојата поранешна сопруга и дали сте се уште во контакт? Па, знаете како, супер односи, мислам, кратко, јасно ќе кажам, не ни одеше, се договоривме секој да си тргне по својот пат и да си оди на своја страна. Зошто да се гушиме во тој брак кога нешто не иде и да некои работи да ги туркаме со сила, така да мислам дека вака е најдобро. Вака сме посрекни и јас и таа и ништо против неам, нити против неа, а се надевам ни таа против мене. Дали сте во контакт?
Па не сме искрено во некој контакт Не сме во контакт. Мислам дека не е ни логично да бидеш во контакт со некој ако не сте више заедно, така да знаете, мислам дека има милион парови кои се развеле и сега ние сме пријатели, ние сме некако не можам да верувам во тоа дека можеш после некои работи да бидеш пријател. Не знам, не сум дошол до тоа ниво. Кажи ми, патуваш на топ локации, те следиме по социјалните мрежи, идеш во Дубај. Кое патување ти оставило вака најдобар впечаток? Кое патување? Па одам искрено, јас кога одам на патувања ги користам и за да снимиме видеоспотови за песните. Па не знам, може би Малдиви или Дубај. Ален, ме интересира твоето мислење за твоите колеги музичари кои што настапуваат и во принцип во глобала се незадоволни од своите хонорари. Најчесто нивната дискусија е тоа како може србите да ги прокламираме тука и да ги величиме, а нашите артисти да останат со малце хонорари и никаква реклама. Кој е твоето мислење за тоа? Знаете како, јас ќе бидам искрен, кај нас 90% музичари, 90%, може би грешам, али ете 90% нека биде, не сакаат да вложуваат. И потоа се жалат зошто некој дошол од Србија или од друга соседна земја и имат големи хонорари. Па со самото тоа што ќе дојде, сите газди на клубови ги полнат клубовите, имат големи карти, значи имат големи хонорари затоа што вредат. Затоа што имат хитови по 40-50 милиони на YouTube. Јас не знам кај нас тука дали се случило. Ние мислам дека ни немаме естрада после Тоше Проевски. Немаме сериозна звезда после Тоше Проевски. Мислев дека ќе се опорави малку ситуацијата, меѓутоа на секој чекор само некој се жали зошто овака, зошто онака, а никој не сака да вложува, сакаме да имаме не знам какви цени со една песна у 2 години. Не може така. Во Србија снимаат песни, снимаат албуми цело време, вложуваат и се вложуваат екстремни цени за кои луѓето не се ни свесни колку пари вложуваат. И нормално дека можеш утре да очекуваш да бидеш попопуларен и популарен. Меѓутоа, за која цена моментално настапуваш, јас мислам дека толку популарноста и ти вреди. Популарноста, не квалитетот. Јас можеби како пејач, како артист вредам за многу повеќе пари него што настапувам сега. Меѓутоа, мојата популарност вреди толку колку што настапувам сега. Така да Освен ова причина што ја нагласи, каде грешиме? Каде е грешката кај нашата естрада? Каде е грешката? Па грешката е, знаете како, мислам дека околу, па немаме некои песни квалитетни, немаме шоу бизнис, немаме папарацо тим, немаме телевизии и радија кои нон-стоп ќе пуштат македонска музика и ќе промовираат како што имаше пред неколку години. Јас првата песна кога снимив беше македонска и потоа замина во друга продукција, каде што и поради таа продукција, затоа што имаме популарност во сите соседни земји, моравме да снимиме не моравме, него снимавме на еден јазик, затоа што секој мене дупло ме кошта песната која снимам и на македонски и на српски, треба да правам друг спот, треба да се прави све друго. Каде би сакал Ален да го сретне екипата на Хајп во папарацо издание? Појма, немам, стварно, па тоа е ваша работа каде ќе ме сретнете. Мислам дека треба да направите добра екипа и да ги пратите музичарите низ Македонија и ќе видите. Треба да ни дадеш повод. Да. Ален, препознат ли си по твојот уникатен глас и прекрасен талент? Дали би сакал за крај на нашето интервју да ни отпееш некој стих? Може, од која песна? Например, што би сакал? По твоја жел. Македонско девојче, китка шарена, во градина набрана, дар подарена. Дали има на овој бели свет поубаво девојче од Македонче? Има ли? Има ли? Нема, не ке се роди
поубаво девојче од Македонче. Супер, Ален, ти благодарам многу, прекрасно пееш, значи нема мана. Ти благодарам многу што беше мој соговорник. Ова е наше прво интервју, меѓутоа знам дека ќе следат уште многу, имаме за тебе предизвици. Ајде, ова нека е млако малце, а за понатаму имаме нешто интересно спремно. Тука сум ја што и да треба и би сакал да ви посакам многу успех. Знам дека сте нови тука во Македонија и само храбро и јако и ќе успеете, верувајте. Мислам дека сте вие првите во Македонија кои што се многу интересни и мислам дека не би било лошо некој папарацо тим да направите така да... Да, па добро, знам ја се, ама треба да се направи нешто така да не ви давам јас идеи. Ги имате најдобрите луѓе кои што се бават со овој бизнис, така да... Јас сум Ален Хасановиќ, а вие гледате Хајп Македонија.